Почитувани колеги, почитуван македонски народе. Пред 2 години, борејќи се за премиерското место, во едно интервју, денешниот премиер на прашање на новинарката дали доколку СДСМ дојде на власт, може да дојде до промена на името. Тој одговори: додека дишам, додека го дишам овој македонски воздух, додека ме држи памет, дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав, заради промена на уставното име. Исто во ова е повторено неколку наврати во различни интервјуа. Почитувам премиер, ќе му одговорите ли што ве премисли после 2 години од оваа ваша изјава? Понатака, кога веќе беше известно дека ќе има референдум, за агенцијата Франс Прес изјавивте дека ако за евентуален неуспех на референдумот не би значело крај на светот. Верувам дека никогаш не сме имале подобри околности да постигнеме целосно решение кое ќе трае за секогаш. И нагласивте дека доколку спорот не се реши, тоа нема да значи крај на светот. Македонија ќе ја продолжи европската програма на овој или на оној начин. Само неколку месеци после ова ваше интервју, денеска велите дека Македонија нема друга шанса. Од вас бараме искрени одговори. Која е вистинската причина која што ве цело време ги менува вашите ставови? Ве за вашите деца, почитувам премиер, сте кажале, се колнете во вашите деца дека нема да дозволите промена на уставното име, промена на уставот, имате говор, оставете на уставното име. И оваа седница денес е непотребна, бидејќи требаше на сите да им стане јасно, но очигледно дека само на колегите од Социјалдемократскиот сојуз не им е јасно, дека Преспанскиот договор одамна е правно неважечки. Првен, склучен од лице кое нема право да подпише меѓународен договор, согласно член 3 од договор за склучување, ратификација и извршување на меѓународните договори и согласно член 119 од Уставот. Ваков договор може да подпише само председателот на Република Македонија. Второ, вака склучен, тој е ништовен. Ништовен е и бидејќи не е објавен исто така во службен весник на Република Македонија. Врз основа на ништовен договор се распишува референдум. Референдумското прашање, согласно член 15 став 4 од Законот за референдум, прашањето треба да биде јасно, прецизно и недвосмислено. И нашето прашање има 8 варијанти. Референдумот на 30 септември 2018 година беше неуспешен. 37% од граѓаните си го кажаа своето. Не сме за промена на уставното име на Република Македонија. Ова го потврди и Државната изборна комисија, а и самиот премиер и во текот на расправата во средата на комисиската расправа за уставни прашања кажавте, во самиот ваш говор потврдивте дека овој референдум е неуспешен. И не знам зошто толку продолжувате упорно со туркање на ваква непотребна работа. Но очигледно е јасно дека оваа влада дојде на власт само поради една работа, а тоа е да го промени уставното име на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз не убедува дека друга опција Република Македонија нема. Но истото не го говорат од грчката страна. Каменос во Вашингтон, кај Вес Мичел, државниот секретар за евроазиски прашања, во Стейт департментот пред само неколку дена изјави: знам дека договорот во Република Македонија нема да биде ратификуван. Имам алтернативен план, а тоа е нов договор со истите геополитички цели, како и Преспанскиот договор, но без да се зафати уставното име на Република Македонија. И повторно ќе кажам дека ова е сосема спротивно од она денес што тука го слушаме. И на крај во договорот се вели дека овој договор е валиден само по два услови.
Тоа во член 2 во став 4 во овој договор вели дека кумулативно овој договор ќе биде успешен и ќе зависи врз основа на успешноста на референдумот. Референдумот на 30 септември 2018 година беше неуспешен, а тоа значи дека еден од двата услови кои што се поставени во рамки на договорот не се почитувани и овдека треба договорот да се застане. Исто така, не ми е јасно како се дозволува и од страна на службите во Собранието на Република Македонија, но и од службите во рамки на владата на Република Македонија покрај необјавен договор во службен весник да се продолжува со негова дискусија. И знаете дека не го објавивте во службен весник само поради тоа што знаете дека правите кривично дело. Исто така, треба да знаете дека кога склучувате меѓународен договор, тој договор треба да биде во согласно со Уставот. И дека не може да се менува Уставот на било која држава само да се согласи со меѓународен договор. Тоа ќе важи нормално доколку Македонија во овој период беше правна држава. Но очигледно секојдневно се потврдува правилото кое што важи од вашето доаѓање на власт дека во Македонија нема право и правна држава. Понатаму, волјата на граѓаните изразена на референдум согласно Уставот е задолжителна за секоја власт, па и за власта на Социјалдемократскиот сојуз. Член 73 од Уставот јасно наведува дека одлуката донесена на референдум, без разлика дали е таа позитивна или негативна во однос на референдумското прашање, е задолжителна за сите. Уставот не прави разлика помеѓу консултативен и задолжителен референдум, туку вели дека одлуката донесена на сите видови референдум е задолжителна, бидејќи волјата на граѓаните е суверена и е над власта. Очигледно дека волјата на граѓаните не ја почитува Социјалдемократскиот сојуз. Што се однесува до самите насоки во предлог, прашањето кои што се уредени со договорот не се опфатени со уставните измени. И дека не објаснува што ќе се прави со придавките македонско, македонска, македонски. Тие согласно член 7 од договорот мора да бидат дообјаснети дека не припаѓаат на хеленската цивилизација, култура, традиција и богатство на тој регион од антиката до денес. Исто така, и кај македонскиот јазик мора да има објаснување, како што стои во член 7, точка 4 од договорот, дека се работи за јазик од групата на јужнословенски јазици. Во делот за неменување на границата, предлогот содржи апсурд непознат за уставно-правната пракса. Со новиот уставен амандман, од она што го барем слушнавме до сега, се предлага да се декларира. Со уставот, почитуван премиер, не може да се декларирате. Тоа се прави со декларација. Почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, прашањето што се веќе уредени со меѓународното право, но не и со уставите на соседните држави. Со устав на Република Македонија не може да се декларира, односно да се гарантира суверенитетот, територијалниот интегритет или политичката независност на соседните држави. Очигледно вашата е намера да се излезе од надвор од рамките кои што ги поставило меѓународното право и да се измислуваме нови правни правила кои што ќе важат по некако си чудно право. Спорен е и уставниот амандман со кој се предлага грижа за културните, економските и социјалните права на припадниците на македонскиот народ и сите наши граѓани во странство. Без тоа да значи мешање во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи во било која фаза и заради било каква причина. Ова е недобра формулација, бидејќи суверените права на другите држави и нивните внатрешни работи можат да бидат пречка за наша непречена соработка и одржување на односите со нашите сонародници. Практично со овој амандман Македонија, наместо да гради мостови за било каква соработка и зближување со македонците ширум светот, таа може да гради само зид помеѓу нас. Бидејќи Бугарија, Грција, Албанија во секое време, поради било која причина и во било која форма, можат да ни забранат да се грижиме за културните, социјалните и другите права на нашите сонародници. Овој амандман исто така е во целосна спротивност со политиката за заштита на националните малцинства како kind state policies.
политички признати и разработени од високиот представник за национални малцинства при ОПСЕ. Исто така, ова е признаено од страна на Венецијанската комисија и од Парламентарното собрание на Советот на Европа. Почитувам премиер, еднаш го кажав, но пак ќе го повторам, го кажав во средата на комисиската расправа. Меѓународното право не признава склучување на договор со безимена држава. Вие, покрај тоа што сакате да го смените уставното име на Република Македонија, во овој случај меѓународен договор не направивте и безимена држава. Исто така, можеби ќе беше и подобро, доколку во овој договор, овој срамен договор, ја употребевте барем референцата под која што Македонија во моментот признаена од Обединети нации. Ќе беше многу подобро, отколку да бидеме безимената земја. И очигледно, бидејќи не сте склучиле договор, туку сте склучиле капитулација. Има еден куп обрски кои што произлегуваат за Македонија, но нема ниту една обрска кој што произлегува или е задолжителна за Грција. Никаде во рамки на овој срамен договор не постои како ќе не именуваат. Но веќе добро знаеме дека грчката јавност вели дека за нив никогаш нема да бидеме македонци и никогаш нема да зборуваме на македонски јазик. Задолжителна ратификација во Македонија претходно, а за Грција откако ќе се смени уставот. Ова повторно вели дека Македонија не склучила договор, туку Македонија направила капитулација пред друга држава. Зошто, почитуван премиер, дозволивте Македонија да се откаже од историски дека постоела како држава? Ако малку подобро го прочитате овој договор, ќе сватите дека Македонија постои од моментот кога овој срамен договор ќе биде ратификуван. Ќе се откажете од македонската историја, се откажувате од македонските малцинства кои што живеат, македонското малцинство кои што живее во разни држави. Зошто дозволивте да се откаже Македонија од користење на символи кои што изначат на македонската историја? Исто така, како надлежен спор сте го ставиле Меѓународниот суд за правдата во Хаг, а првата страна не ги почитува и сега нејзините пресуди. И тоа е, почитуваниот премиер стана и си замина, очигледно толку му значеше ова битно прашање кој што се дискутира денеска во Македонското собрание, бидејќи самиот со неговото излегување во моментот додека јас говорам, е уште еден доказ дека тој со Грција склучил капитулантски договор, наместо договор кој што ќе ги зачува македонскиот интегритет, уставност, независност, а пред се ќе го зачува уставното име на Република Македонија. Благодарам.